Драги гледачи, на огромно задоволство станува збор за една од нашите познати писателки, Александра Тодоровиќ, и оваа пополне си се дружиме заедно, ќе зборуваме и ќе дадеме некоја мисла за пишаниот збор и колку ние си ја цениме нашата книжевна литература, но и секако овде е книгата која што самата Александра ќе ни ја објасни тематиката. Јас верувам дека веќе многумина од вас ја имате прочитано, но зошто да не се посетиме уште еднаш на таа прекрасна книга која што идејата потекнува од Александра. Александра, добре дојде во мојата емисија и ти благодарам што ја прифати мојата покана. Добар ден, Надица, мило ми е што ме покани и ти благодарам многу на убавото представување. Нема зашто. Александра, ти веќе 20 години си во книжевниот свет. Зошто баш се одлучи за оваа професија? Што онако што те научи годините наназад? Зошто баш пишаниот збор? Вака, се одлучив, бидејќи прво, двојко ми беше тој што се занимаваше со оваа професија и некако ми ја пренесе љубовта кон книгите, уште од многу мала. Јас добивав подароци во форма на книги, од многу мала, мислам, од бебе. Така што уште од тогаш бев окупирана со нив. Научив да читам на 5 години, така што активен читател сум, од тогаш читам и навистина по таа професија, нели, исто ми беше работа со книги, работа во сите сфери во однос на книгите. Така што тоа така си дојде само по себе. Инаку по вокација сум дипломиран новинар. Имам работено и тоа, меѓутоа некако и се испреплетуваат овие две работи, затоа што сепак и новинарството е пишување. И заради тоа некако си најдов и некоја заедничка нишка. Едно време ги работев двете работи паралелно, додека се уште не бев остварена како мајка, сега апсолутно нема време. Меѓутоа, во секој случај и двете работи многу ме исполнуваат, и новинарството, и книжевноста, со тоа што работата со книгите навистина ја облагородува душата, а особено работа со книги и деца е навистина мелем. Мелем за секоја душа, за секој човек. Така. И сега кажеме, дали после некоја книга која што доставила голем впечаток и кој што се водиш, например, според тоа мото од некоја книга? Знаеме дека книгата е најдобра пријател на човекот и може некоја статија така да ни остави во сеќавање. Не би можела да извеам апсолутно само една книга. Има многу. Има многу, затоа што имам навистина многу прочитано и заради тоа различни книги различно те погодуваат, различни книги ги читаш на некоја различна висина на духот, во зависност од тоа како се градиш низ годините. Токму и затоа различни книги различно доживуваме на различна возраст. Заради тоа што духот расте. Расте оној критериум исто. И токму затоа навистина не би можела да се одлучам само за еден цитат или за една книга. Тоа е море од книги, од приказни, од убави реченици. И тоа апсолутно не може. Така. Која е пораката која што сакаш да ја пренесеш на твоите читатели? Пораката. Јас пред се, од секогаш тоа и го кажувам, книгата навистина ти отвара некои граници и те ослободува од стравови кои што например син ми, да кажеме, постојано го потикнувам да чита, затоа што му велам дека со читањето пред се ќе научи многу. Меѓутоа и книгите те учат дека навистина е се можно. Дека толку многу работи се возможни и ги учиме и ги читаме преку тие приказни што ни ги представуваат литературата, и заради тоа пред се, особено за младата генерација, за децата што доаѓаат како нова генерација читатели, мора да знаат дека книгите носат апсолутна слобода на умот. Така. Сега баш така. Извини, продолжи. Баш така
Да се надоврзам на прашањето како ние да ги поттикнеме младите да читаат? Па младите треба да читаат, меѓутоа можеби треба да се освежат изданијата кои што нели ги носи секоја генерација. Да. Јас си претходно имам кажано дека буквално се треба да се разгледува како развојна категорија. И ако од тој аспект го разгледуваме и читањето и литературата, тогаш навистина ќе биде многу полесно децата да ја засакаат литературата и книгите. Секоја генерација си носи свои нови си носи промени некој и заради тоа тие треба да се инкорпорираат во се она што ги обкружува. За да им ја наметнеме книгата, ние сепак треба малку и да ја освежиме. Тоа да не бидат значи оние стандардни форми на литература, нели само текст или некоја тек-тук илустрација, туку навистина тоа децата сега бараат колор, бараат пократок текст, бараат многу убави илустрации, бараат задачи, бараат активност, бараат да бидат вклучени во тоа што го прават. Кога сите овие елементи ќе се земат предвид при при создавање на едно литературно дело, мислам дека многу полесно ќе биде книгата да се наметне. Така да. Јас мислам и дека треба од мали нозе да ги учиме за книгите, да ги читаме некоја книга пред спиење. Мислам дека од тоа нема нешто поубаво. Еве јас имам синче од 2,5 години и ние секогаш пред спиење знаеме да прочитаме книга. Нему му интересно и мислам дека така почува и да се подобрува нели вокабуларот. Новите зборчиња, нови некои реченици за сврзување. И како што кажа ти нели дека ти си почнала од мала нели да читаш. Да, мала и заради тоа што навистина јас имав многу книги имав околу мене. Постојано добивав подароци нели во форма на книга, потоа и додека учев основно училиште прво сите лектири беа задолжителни, во тоа време немаше шанси да се пропушти лектира. Да. И така што тоа е навистина една убава работа која што ми се случила и која што понатаму ме дефинирала во животот како личност како што сум сега. И им благодарам на книгите што ме насочија на вистинскиот пат. Така. Добро, во средношколските денови, да, јас знаев и да исплакам некоја книга која што има некој тажен крај. Па зошто вака, па зошто не? Како што кажавме, секоја книга има своја приказна. И сега, Александра, кажи ми, колку ние си ја цениме книжевната литература? Кога мислиш книжевната, мислиш на домашната книжевна литература или Да. Значи на домашните автори, нели? Да. Вака, сега, особено последниве неколку години, можам да кажам со задоволство дека домашните автори се навистина во експанзија. Имаме навистина квалитетни автори, кои што заслужуваат да бидат преведени на други светски јазици, затоа што како народ сме пред се богат со еден фолклор, со една традиција, со една историја која што дополнително го збогатува секој човек прво, и духовно и секако, и сето тоа се пренесува и во литературата што тие ја создаваат. Токму заради тоа, навистина ми е мило што веќе домашните автори се можеби 50-50 да кажеме, односно колку што се читаат странски, толку горе-долу се читаат и домашни автори, што тоа не беше случај пред, да речеме, пред 10 години. Тогаш на прсти се броја авторите кои што се читаа кај нас. И тоа беа оние автори кои што нели сега веќе важат и како великани во опишаниот збор. Заради тоа се радувам и се надевам дека уште повеќе ќе расте бројот на домашните автори. Би сакала да ги охрабрам сите оние кои што навистина сакаат да пишуваат, да не се срамат, туку да ги издадат своите дела и да не чекаат, затоа што Македонија има многу што да понуди и има автори кои што навистина умеат убаво да раскажат. Така. Сега, може ли малку повеќе да позборуваме за твоите книги? Кои се тематиките, каде може, например, оние кои што се заинтересирани нели да се ги земат? Кој стои за тебе како најголема поддршка? Колку време посветуваш? Колку е тешко, например, да се издаде книга? Вака.
моите книги, вака, значи, јас сериозно, да кажеме, почнам да се занимавам со пишување книги од мојата последна книга и веќе навистина не планирам тоа да го оставам некој време, туку планирам активно да продолжам да пишувам. Одлично. Инаку претходно, да, мојата прва книга издадена е всушност Готвач, македонска кујна. Тоа е еден многу интересен, симпатичен кувар, джепно издание, горе-долу, меѓутоа со фотографии, со колор, значи со илустрации, со се комплет. И тој кувар до ден денес се продава, инаку е веќе десетина години, значи присутен, не знам ни колку изданија веќе има поред. Тоа беше, значи, во годините кога јас учев да готвам, помислив, бидејќи ми беше предизвик, си помислив дека можеби ќе молеснам на сите оние едни млади домаќинки да имаат доста. Да. И навистина е така. Еве јас добивам постојано, значи, пофалби за куварот, дека им ја олеснувам работата на многу домаќинки, дека е одличен, дека рецептите се навистина точни, така што тоа ми е, еве да речеме, еден голем кејф заради тоа што ете сум направила нешто што до ден денес прво се продава 5-10 години и не е малку. И се надевам дека така ќе продолжи. Плюс куварот е преведен и на англиски јазик, значи го има и на македонски и на англиски, меѓутоа во едно издание, така што тоа е достапен и за многу иностранци кои што ќе дојдат овде, кои што се восхитени пред се од нашата кујна и сакаат да си земат нели нешто како сувенир од тука. Втората книгичка ми е Митски суштества. Тоа е сликовница, затоа што синот кога растеше беше окупиран од митологијата, од сите тие суштества кои што се појавуваат и ми дојде нели мене тоа како инспирација. Зошто да не направаме, бидејќи немаше таква книгичка, отсуствуваше на пазарот кај нас. И затоа и се решив да направам едно мало издание со малку текст за мали деца, за да може да научат, затоа што митологијата е навистина прекрасна. Таа е основа на се и од неа може да се црпат многу приказни. Во некои идни планови ми е исто и тоа, значи би напишала уште едно дело кое што ја третира митологијата за деца, мислам би го напишала за деца, затоа што за возрастни тоа е веќе сепак цела наука, не би сакала нели толку многу да навлегувам, меѓутоа за деца може да се направи едно многу убаво издание. И на тој начин децата сепак полесно ќе ги разберат сите оние други работи како религија, кој од каде потекнува, зошто. Третата книга, значи Мистериозниот град од калето, која излезе неодамна, таа е веќе сериозна работа, затоа што навистина ми одзема многу време, бараше доста труд, внимание, посветеност, непроспиени ноќи, многу. Затоа што пред се истражувачка работа. На книгата работев година и неколку месеци сигурно. Илустраторот исто ја работеше неколку месеци, затоа што иако нема многу голем број на страници, меѓутоа сепак бараше многу време, затоа што требаше да се представат објектите кои што се представени во книгата на еден сликовит илустративен начин, така што би ги препознале децата, нели веднаш што би ја отвориле. Инаку книгата е за Скопје, за историјата на Скопје во оној дел од периодот кога е под османлиска власт. Тука не планирам нели да стопрам, туку понатаму би имало и продолженија. Понатаму вториот дел би бил за Скопје кога доживува европски просуд. И третиот дел е модерен водич за деца во урбано Скопје. Сите книги би биле достапни и на македонски и на англиски, затоа што навистина историјата треба да се прераскажува и да се раскаже и во светски рамки, односно да може светот да ја запознае и пред се нашите деца тука да ја научат. Да. Тоа ми е идејата пред се генерално, бидејќи ваков материјал отсуствува кај нас на книжевната сцена и заради тоа се одлучив ова да го направам, кое што ќе бара и во иднина доста труд, меѓутоа сепак не би застанала со Скопје.
би сакала проектот да продолжи во сите градови из цела Македонија, затоа што секој град си е посебна приказна за себе, секој град си има свои легенди, си има свои културни споменици кои што навистина треба да се запишат. Да се чуваат. Така, да. Така што ова е еден поголем проект кој што би сакала да го реализирам во некое догледно време. И тоа е она на кое што би се насочила во периодов сега. Така. Александра, кажи ми од каде дојде идејата за една ваква книга, сепак нели представува огромна чест и како што кажа ти секако е нели напорно, бидејќи станува збор нели за истражувачка дејност. А како дојде до идејата и на што си горда кога веќе се заврши? Кога веќе книгата ја имат и читателите? Така, идејата дојде многу непосредно. Синот, кога беше четврто одделение, тој беше одушевен од тоа што го учи за градот. Меѓутоа сакаше малку по-детално да види, сакаше со своји очи сето тоа што се раскажува да го види. И јас го однесов нели на една прошетка. Започнавме од Калето и понатаму се симнавме низ чаршија, низ центарот, да види се и беше фасцинирано тоа како е можно толку стари објекти се уште да постојат. И така и почна се, заради тоа, не заради него само, меѓутоа сепак тој ми ја даде она првична инспирација за да почнам. И потоа, она што го имав како едно предзнање, да речам, за Скопје. За Скопје многу научив додека работев во македонската телевизија во скопската програма, бев новинар таму и водител на скопска програма. И тоа ми даде навистина една многу убава база на податоци од кои што можев да тргнам при креирање на ова дело. И потоа нормално го надградував сето тоа знаење со тоа што истражував и понатаму одев по музеите, разговарав со кустоси, со етнолози, со многу обични луѓе кои што имаат што да раскажат и сето тоа кога го сублимирав излезе ова. И значи самата форма на книгата е многу невообичаена. Таа не се чита страница по страница од почеток до крај, туку се чита на тој начин што се одговара на прашањата и така се движиш низ книгата. Така е конципирана за да читателот активно учествува во креирање на приказната. Тоа е тоа што го кажав и претходно, на децата им треба предизвик. Не само на децата, и на сите ни треба предизвик. Меѓутоа децата се доста амбициозни и сакаат од мали нозе да се активни. И книгата навистина нуди голема интеракција. Со самото тоа што тие одговараат на прашањата, учат голем дел од историјата на еден интересен и забавен начин. Тоа е она што ќе ги натера да научат историски факти, меѓутоа на еден суптилен начин, да кажеме, преку игра и забава. И освен што книгата го нуди ова, таа исто нуди и речник. На последната страница е поместен речник на непознати зборови и изрази. Потоа исто така во книгата е поместена и боенка, односно има традиционална облека која што може да си ја обои, нели како што мисли дека треба или како што би посакувал да изгледа. Каква прекрасна идеја. Да. Си мислела на се буквално. Да. Така. Јас верувам и претпоставувам и знам дека впечатоците од читателите се супер, се одлични, само пофални зборови. Нели верувам дека и секако бесте се стигнале до тебе. Пред малку ни спомена дека може нели во тек да бидат и некои нови книги, сакаш нели да поработиш на тоа. Па што може да очекуваме во иднина? Освен продолжение за книгата. Така, значи тоа е она што ми е сега во фокус, значи веќе почнав да го работам, вториот дел од книгата, кој што ќе се случува нели повторно во Скопје, затоа што Скопје се уште не е завршен. Да. Потоа, или како што кажав, би сакала тоа да биде и еден поголем проект, да опфати поголемите градови, места во Македонија кои што имаат што да раскажат. Всушност, идејата ми е да представам дел од нашата историја, традиција, култура на светот. На светот, меѓутоа и за сите нови генерации кои што доаѓаат да научат дека
дека Скопје и Македонија има што да раскаже и понуди, затоа што сепак се работи за традиција, за историја од 2000 години. Да. Тоа е нешто што постојано расте, се надградува. Исто така сакам да потенцирам дека преку миксот на културите во Скопје, Скопје станува тоа што е сега и сакам да научам луѓето, децата што доаѓаат да научат да ги почитуваат различните од себе. Значи различен по вера, по националност, по боја, по се. Значи треба да научат дека не само Скопје, туку секаде во светот има различни луѓе и дека треба да се прифатат на истиот оној начин, без разлика дали се македонци, срби, турци, дали имаат, не знам, коли или немаат, дали имаат или немаат патики или телефони или слично. Да. Значи тоа е она што им треба на оваа генерација деца, затоа што малку како да лутаат во сето тоа. Еве и сега ова што ни се случува со пандемијата, малку ги измести границите, па можеби и ќе ги натера пред се родителите малку повеќе време да посветат на тоа што значи воспитување, морал, етика, за да сепак добиеме една генерација на млади кои што пред се морални, храбри, духовно богати, кои што знаат да почитуваат и да даруваат љубов. Така. Сега, освен пишувањето, ти си една прекрасна мајка, па колку те промени мајчинството? Јас мислам дека мајчинството во принцип не менува, туку само истакнува некои работи и црти. Да. Меѓутоа, дека во целост може да те промени, јас мислам дека не е така, затоа јас себе си се гледам, нели, како примери, затоа тоа го велам. Можеби кај некој друг, нели, има друг случај, меѓутоа кај мене беше така. Не ме промени, јас оние генерални црти на карактерот си ги носам и претходно и сега, да речеме тврдоглавоста, хаосот што сакам да живеам, значи не сакам. Тоа си остана. Да, тоа си остана. Тој креативен хаос мене од секогаш ми бил. И кога бев студент и девојка и мајка, сега уште само повеќе се зголеми. Меѓутоа не е нешто што ме оптеретува или слично, затоа што сепак сум си се прифатила себе си како што сум и блиските, нели, мои луѓе ме прифатиле таква. Така што и тоа е навистина сосема окей, затоа што како што кажав и претходно сите сме различни. Да. Останува само да се редат и убави спомени кои што секош, нели, ќе се сеќаваме со насмевка и секако да учиме од најмалите. Да, токму така. Тие се секогаш најискрени во однос на тоа што, нели, што го кажуваат, на нештата што ги перцепираат, тогаш да, со голема искреност сето тоа е проследено од нивна страна, дали е радост, дали е плач, дали се солзи или смеа, тука нема никаква глума. Точно. Александра, јас ти благодарам за овој прекрасен разговор. Ти посакувам се најдобро и уште многу книги напишани од твое перо и се надевам дека повторно вака убаво ќе помообетиме и ќе позборуваме и за продолжението на книгата. Чувај се и се најдобро. Јас исто ти благодарам на поканата. Се надевам дека ќе имаме причина и повод за многу понатамошни разговори во иднина. Чувај се и ти и мило што бев дел од вашата емисија. Ти благодарам за убавите зборови.